Часът е колко? 11:30. Я станал 10:30, спиев, си легнав у 6. Да. Одиме, айде дечки. Чекай, къде е светлото? Ево. Здраво, дечки, еве, завършиме ден 50 на пола. Официално блуисти ги ставих во некакъв дигитален формат. Утре одам да се договарам за материјал, штампање и кроење, веќе последни завршетоци. И тоа дечки, фала ви што останате до сега, што ве има во голем број и фала ви цел подршка за сите бројки. Одиме напред. Не заборавајте, кажав и претходно, на 5 субскрайбери правиме giveaway, така да мадни субскрайб, не се штеди. Може ќе бидеш добитник на награда. Ајде, се гледаме, имајте убава вечер, ниче одиме да јадиме палента нешто, бевме по едно пивце со мој другар, Double Date и така. Денеска не извежбав, бидејќи бев 4 сата испиен. Се вратив од сите обврски у текот на денот што ги завршував. По институции и такви работи им беа запоставени, што чекаа доста време. Се вратив, јадев и веќе немав сила, мислев дека ќе ставам за саат време, ставам за 3 и веќе не смеев да каснам и така. Одам сега да работам. Така. Чао дечки и уживајте у видеото, чуеме да јадиме палента нешто, некои такви работи. Ајде, чао. Оној обрук 2 ми беше туна со макарони, домати и кетчуп. Yes. Чао. Здраво, екипа, моментално сме 3:13, спремаме оброк, работам овие денови повеќе, до покасно. И тоа. Направихме на провода, сега малко по-турбо да работам и да го задржам ова. Тука имам овес, ќе ми биде премалко. И направихме цялата суплементација, сега испив еден магнезиум, тој ми е за после. Вода имам сега за сомнене, откъдето имам потрошен протеин, глутамин и магнезиум. Оставаме сега овесот, што ќе ни треба. Ќе правам оброк со 100 грам овес, вишни полушем останато, една банана, цимет и црна чоколада, повеќе јаглихидрати. Ќе да помине доста време и тие јаглихидрати ќе ни подигнат доста добро, ќе се сварат, ќе го придонесат својот функција, ќе се придонесат за тренингот што следе. Пред тренингот имаме работа. Ќе видите тоа у остаткот од видеото, а тоа е работата е. Ги спремам моментално мајците. За како што ви кажав, ова е уште ден 50 за мене. Мајците кои ќе очодат во продажба. Денеска ќе правам тренинг, нема да се оставам без тренинг. Реков дека нема да правам, но одлучив малце да се жртвувам. Правим pre-workout, испив едно кафе веќе доста јако. Треба некогаш нешто да жртвуваш за нешто да направиш. Така ли, Джули? За ако сакам утре ден да имам по-добра иднина, треба малце некои такви работи. Бидејќи си направив една паралела во мојот живот и би ви препорачувам на сите. Сигурно негде ще и маля. Сега не знам како би ви помогнал на луѓето што би не мале, но ова не паметувам, споделувам моје лично искуство. Го сврнав малце мозокот на оптимистички начин да гледајам нешто и искрено имав проблем дека гледам доста песимистички. Гледав на некои работи и тоа си го направи самиот спорт. Денеска баш го разговарав тоа со доста искусен човек од целата тема, како што е бодибилдинг, фитнес, спортски начин на живот. И поготово бодибилдингот е таков еден спорт кај што и фитнесот, теретаната, кај што кога ќе влезеш професионално цело време ги гледаш недостатоците или аномалиите. Така да јас ги согледав
многу добро и навлегов многу кај што професионално почна да ми влијаат на секојдневието, така да сега одам повеќе да работам, не се стресирам толку ако пропуштам тренинг, ако не јадам квалитетен оброк, ако се напијам неделата 2 пати и скочам вечерта социјализација во мен, гледам дека многу голем стрес се правев, при тоа доста тој стрес не резултираше продуктивно и ефективно и така да се у границите на контролата стави митото. Така би рекол јас, позитивно гледано. Се вратив на исхрана веќе не терам клин, терам одржување чисто, не јадам глупости. Тоа што значи ако си дозволам јас не едно сенување, 2 пива во 0,3, 2 сенувања такви во недела, не значи дека јас сум некој што пие константно и што јаде нездраво у текот на денот, што не внесува доволно течности, што не го знае периодот пред и после пиењето, како треба да стартира телото и ред други работи, суплементација, дехидрација што ја прави истиот тој алкохол, при взимање на одредени суплементи, како треба да се припазува и така да не ви навлегувам во многу големи детали. Затоа ме имате мене, јас нешто ги изучувам за вас да ви ги пренесам на најпрост начин. Така да, ако си почетник, па и понапреден рекреативец, може да ми се вратиш порака слободно за било каква нејаснотија или доле во коментар. За некоја што сакате да снимам видео слободно тука сум. Јас сакам да знам што сака мојата публика, што сака нашиот народ да дознае за да се подобре, пошто сепак од таков контент и вметнувам малце по-непрофесионален дел на влогерски, дел на секојдневие и така. Сега јадеме, едитираме. Го аплауднав видеото вчера што го едитирав со Бајлено, цел ден бев во движење, презеско добив краш на системот, како што знаете. И сега ќе го аплауднав правите видеото, сега ќе го досредам тамнейл ќе го направам. Тоа е запишано во денешната агенда, тамнейл треба да го завршам. Дизајнот на мајицата го направи во Canva. Се треба да го преместам во Илустратор, да прецизирам, да исцртам коти. Еве нешто од архитектурата, поздрав до сите дечки од архитектонски. Ми се најде архитектурата за некои работи, доста разбирање имам. И предност ми, кога станува збор за димензии, за рачунање, математика и општо така ориентационо, многу ми е помогнато. И ќе се вратаме на ден, еве тука го кажувам во видеото. И сите фамилија, сите што сте, да знаете дека на ден ќе се вратам, ќе го завршам, бидејќи јас не сум оставил нешто недозавршено. И така. Треба котите, да се вратиме назад на темата, треба котите да ги нанесам за да знаат кројачот како треба да искрои, бидејќи ќе бидат специјално естетски да стоат на вашето тело, како што ги гледате мајците на Дейвид Леј што ги носам. Исто, само различен дизајн. Нешто странско, ама ќе биде наше, за прв пат на територија на Македонија. Има стрингери, да, не викам не, но тие се класичните Gymshark што ги носам стрингери, каде што е округол кројот на делото хлуполовијан, така и што на дечки, например, како мене, јас имам поголем, как да речем, газ. Задник, ајде, не знам, небитно како и да е, чисто е во видеото, сепак е влогче. Дечки што имат поголем задник, машки, што имат поголеми нози, може да му бие залепена и да не стои лагодно, така да мислиме на сите детали. Че има мајчки на куси ракави и топчиња за девојките за горниот дел. Че ви објасни Ивана тоа подобро, тоа е нејзина идеја и така. Таму не сум уште навлезен, треба само да ми каже од кој каков модел сака да биде. Оставам таму нејзина слобода 100%, каков модел сака да биде и само да го исцртаме, да го ставиме логото, кај ќе може да биде минимално погоре. И така, ајде одам да јадам без. Ајде, чао, уживајте во видеото.